Почитувани, она што беше констатирано во сите меѓународни извештаи за почитување на човековите права од Freedom House па се до State Department, дека власта во Република Македонија ги злоупотребува судството, користи селективен пристап на владењето на правото и преку злоупотреба на државните институции се пресметува за своите политички неистомисленици, деновиве повторно и повторно добива потврда во јавноста. Она што фрапира е безобразлукот кој го покажуваат со нивната манипулација на независноста на судот. Додека граѓаните за рочиште во судот чекаат и по неколку месеци или година, министерот Тодоров си обезбеди рочиште за само 2 дена, на кој очекува уште побрза времена мерка од судот за стопирање на штрајкот на лекарите. Од друга страна, сведоци сме како институциите се однесуваат бавно, ја префрлаат одговорноста меѓу себе и во недоглед го одговлекуваат споведувањето на законот во Чаир. Веќе половина месец на училиштата во Чаир незаконски се поставени табли со нови имиња. Тргнати и обезглавени се бистите на македонските дејци, а се што можеме од институциите да слушнеме се нови и нови рокови, префрлање на одговорноста од една на друга институција, парични казни за директорите и така натаму. Значи можеме да слушнеме се, само не кој ќе го спроведе законот и кој ќе ги тргне незаконски поставените табли. Очигледно е дека кога власт има политички интерес да се пресмета со некого, институциите работат под полна пара со досега невидена брзина, прекашувајќи ги сите пракси на нивно досегашно функционирање. Ако го имаат коалициско пазарење, тогаш институциите затајуваат, даваат рокови, одговлекуваат и слично. Тоа само го потврдува фактот дека оваа власт упорно ги злоупотребува институциите и се користи со недемократски методи за да ги зачува своите фотели, со што уште еднаш потврдува својата тоталитарна карактеристика на владење. Доколку во Македонија навистина имаше демократско општество и владење на правото, таблите на училиштата во Чаир досега ќе беа извадени, бистите ќе беа вратени, а прекршителите казнети. Од друга страна, министерот за здравство Тодоров, наместо да троши целата своја енергија во формирање на паралелни синдикати и злоупотреба на институциите и судот за да го спречи штрајкот, ќе се потрудеше да седне на маса со лекарите и преку договор со нив ќе постигнеше својата цел. Благодарам, поведете прашање. Препоставува дека разговара за европските перспективи на Македонија, разговара и за сегашната ситуација. Ние како партија не сме изненадени од изјавите на еврокомесарот Фуле, имајќи ја предвид неговата улога како комесар за проширување на Европската Унија, тој е заложен и впрочем негова обврска е да шири оптимизам кај земјите кои сакаат да станат полноправни членки на ЕУ. Да не ги заборавиме изјавите на највисоките представници на ЕУ, чија улога е да не се очуваат со реалноста. Жалиме што наместо порано владата во последен момент се обидува да ги исполни задачите од диалогот, притоа задржувајќи се многу повеќе на формата отколку на суштината на содржината. Се создава впечаток во јавноста дека предпристапниот диалог е многу повеќе формален отколку суштински, имајќи предвид дека токму најважните и суштински препораки на ЕУ не се имплементирани во предложените закони, а за жал се нотира само нивно формално поднесување. Така, например, нотирањето дека е поднесен извештајот за имплементација на рамковниот договор не може да сокрие фактот и суштината дека денес во Македонија меѓуетничките односи се на најлошо можно ниво во последните 6 години. Поднесените измени на изборниот законник не ги содржат суштинските препораки на ОПСИ и ОДИХР, како што ниту декриминализацијата на клевет и навреда не може да бидат замена за очигледниот недостаток на слобода на медиумите. Очекуваме дека Европската комисија во наредниот период внимателно ќе ги следи политичките случувања во земјата во контекст на исполнување на проставените критериуми за нашите европски интеграции. Митингот го одложивме и веќе го кажаме тоа во соопштение партиско од една единствена причина. Се поклопи со светскиот кинематографски фестивал Браќа Манаки и не сакаме да го узурпираме и тој термин и тој простор во ситуација кога се одржува една манифестација која што е најважна за градот Битола, па и за Република Македонија. Впрочем, каков ќе биде митингот на Битола ќе видите за 2 недели од сега и ќе самиот факт и присутноста и атмосферата ќе ве демантира со сите овие спекулации. Поведете.
одлично толкувам дека и ние го повикуваме членството, сите оние граѓани кои што мислат дека струјата е скапа, дека парното е скапо, дека бензините скапи, дека владата ништо не прави да ги намали тие цени, ги повикуваме сите граѓани, вклучително членовите на СДСМ, ако најдат за сходно се приклучат на овие граѓански иницијативи кои што не се организирани од страна на СДСМ. Благодарам.